Општина Кочани, како и останатите општини во Републиката, се соочуваат со се поизразениот проблем со кучињата скитници, кои представуваат опасност за населението и една лоша слика за градот и општината. Со цел да се реши проблемот со кучињата скитници во општината Кочани, ќе се превземаат одредени активности од страна на локалната самоуправа, а секако во соработка со комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Со оглед на тоа дека Водовод не е во состојба да ги исполни техничките, кадровските, просторните и други барања предвидени со Законот за благосостојба на животните и Правилникот за техничките услови за прифатилиштата, условите за чување на животните во прифатилиштата, како и постапките за еутаназија, комуналното јавно предпријатие Водовод по пат на јавна набавка ќе избере најповолен понудувач оспособен за вршење на оваа дејност. Во текот на оваа година Водовод на 2 пати објави јавна набавка за извршување на работите предвидени со оваа програма, но на повикот не се јави ниту една фирма. Па да, има кучиња скитници доста во Кочани. Посебно сега во овој период и зимно време во групи се и представуваат опасност за граѓаните. Па тоа треба јавното комунално предпријатие да го реши тој проблем. Дали тебе со ветеринарна служба да се ангажира да ги тие кучиња или изгрижат или на нив познат начин треба да го решат тоа. Среќавам, ама па не се многу, па треба да ги вакцинират. На седницата на Советот на општина Кочани закажана за 5 декември ќе биде донесена програмата со финансиски план за оваа намена, во која се планирани средства во износ од 300.000 денари за ангажирање на фирма за ловење, фаќање на кучињата скитници, превоз, нивно сместување во соодветни простории, хранење и понатамошен третман, и тоа вкупно за 50 кучиња скитници.